Почитувани, Facebook и Google не влегоа во Македонија, ама пак затоа забеганото СДСМ влезе на Facebook и Google со една цел – крадење на фотографии за своји непостоечки проекти. Дарко Каевски од Агенцијата за млади и спорт и Бочварски, градоначалникот на Штип, сега се фалат со фотографии од, внимавајте, Јужноафричка република. Базенот од приватно училиште во Јоханесбург одеднаш станува базен во Штип. И со тоа се фалат не еден, туку двајца функционери од забеганото СДСМ, и Каевски и Бочварски. Почитувани, по фалењата со фотографии од Германија, од Франција, од Индонезија, од островот Бали и Тајланд, по лажните слики за проекти од Шпанија и нечиј гасовод, наред дојде и базен од Јужноафричка република. Ете, тоа е забеганото и јаздисано СДСМ, тоа е Зоран Заев, немаат со што да се пофалат, на крај на нивниот мандат, па крадат фотографии од странство, прикажувајќи ги како своји капитални проекти. За подсетување, минатата недела Зоран Заев се фалеше со фотографии од Google за пречистителни станици и за водовод и канализација, со крадени интернет фотографии од Шпанија и нечи странски гасовод. Сега неговите пулени, Каевски и Бочварски, вадат интернет фотографии, прават флаери со фотографии од базен во Јоханесбург како проект во Штип. Ова е класична измама, ова е класична лажна вест, класични лажни вести продуцирани од забеганото и јаздисаното СДСМ. Ке го цитирам, Дарко Каевски вели: Штип добива современ затворен пливачки базен и фотографија од Јужноафричка република. Лажната нормалност премина во лажна реалност. Прават лажни потемкини села со крадени фотографии од интернет. Одамна се разминаа со вистината, ама сега целосно се разделија со реалноста. Почитувани, пред вас е изборот меѓу обновата која што ќе донесе ВМРО ДПМН и измамата која што ја живееме со Зоран Заев и со СДСМ. Македонија не заборава, народот ќе направи разликата. Ви благодарам.